Под мотото Карпош најпосакувано место за живење, општината за прв пат со свој штанд беше дел од саемот за недвижнини Реал Експо, кој втора година поред се одржува под покровителство на Министерството за финансии. За прв пат на сајмот за градежништво учествува и општина Карпош со свој штанд под мотото "Зошто да живеете во Карпош". Може ли да ни кажете каква е заинтересираност од граѓаните да дојдат да го посетат овој штанд и зошто да живеат во Карпош? Така, општина Карпош за прв пат учествува на еден ваков сајм каде што се представува со своите понуди, односно понуди на земјиште за изградба на индивидуални објекти. Инаку морам да кажам дека моментално на територијата на општина Карпош располагаме со 11 градежни парцели кои што се со намена еден индивидуално домување и кои што согласно Законот за градежно земјиште нивната почетна цена е од 1 евро во постапка за јавно наддавање, кое што сите заинтересирани граѓани, еве ги повикувам и го храбрувам, во моментот кога ќе ја видат објавата, значи преку медиумите, преку нашата веб страна, во службен вестник, секако согласно со законот, да учествуваат и да аплицираат, бидејќи местото каде што се распоредени овие парцели ќе прерасне во едно многу убаво место за живење, тоа е поред самиот тек на реката Вардар, со целокупната инфраструктура која што ќе биде реализирана од наша страна како секундарна инфраструктура за овие објекти. Како што кажав и на самиот почеток, општина Карпош е за прв пат на овој саем. Дали ова ќе прерасне во традиција? Дали ќе продолжите понатаму да се представувате на вакви слични саеми, како што кажавте, ќе можете да на граѓаните да им кажете поубаво што поточно нуди општина Карпош за живот? Да, во секој случај. Се до еден момент до кој што можеме да понудиме нешто на граѓаните и на младите жители, значи младите брачни парови, значи ние се до еден момент ќе се представуваме и ќе истакнеме нашата понуда во секој поглед. Значи дали во земјиште или утре ако се измени некоја законска одредба и така натаму, во поглед и на објекти, изградба и така натаму, значи се до еден момент кога ќе имаме понуда, како што и имаме во овој момент, значи ние ќе се представуваме на вакви и други сајми кои што се од овој тип. Представниците од општината беа задолжени да ги информираат заинтересираните граѓани за она што го нуди оваа локална самоуправа. Според нив, токму овој штанд бил еден од најпосетените, а посебно од младата популација. Ова е најпосетуваниот штанд на општина Карпош, бидејќи е најпосакувана општина за живење. Многу млади луѓе го посетија овој штанд и се доста заинтересирани за проектот Купи куќа за млади. Наша задача е да ги упатиме во општината, каде што ќе ги добијат најпотребните информации за што понатака околу јавното надавање. Рековте многу млади го посетуваат штандот, а нели општина Карпош се гради и тоа е убаво нели да има помладо население. Дали младите се интересираат за парцелите или се интересираат нели за сето тоа друго што се гради во општина Карпош? Нив ги интересира, значи како општина каде ќе се градат детски катчиња, паркови, каде има повеќе зеленило, нели бидејќи е поурбана општина, една од најубавите. И нам не е многу драго што токму и најмладите се најчестите посетители на општина Карпош. На сајмот учествуваа 14 општини од Република Македонија, кои нудеа плацеви за изградба на куќи во рамките на владиниот проект Купи куќа за млади.